Почитувани слушатели, навистина се извинуваме за краткото доцнење, но дечките од техника ни направиле тука литературен кружок. Браво за дечките. И шо да правиме, од Сабајле фатиле тука, де е шеф, уште една глава имаме за дочитување. Читаат, ги почекавме Ко да чита не дочитаат. скита. И сега ја почнуваме оваа емисија заедно со Сотир Костов, кој му понудија да го предводи литературниот кружок на Радио Лидер. Да, затоа што литературните кружоци ја создадоа македонската литература, култура. Ајде да ве подсетам првиот кружок на Ѓорѓе Пулески. 1880, па 1891 во Бугарија, во Софија литературниот кружок. Па во Петроград, така да, но те мола. Сотир, го знаеш ли вицот Ајде, причај. за Робинсон Крусо и Тарзан која се сретнале? Не, за Петко и Розингон Крусо. Ама кажи го, ајде. Од позади падна тоа, кренете го кај Сотир, после ќе завршите другото. Се сретнале Робинсон Крусо и овој ше, како се вика, и Тарзан, и се запознават, викат добар ден, јас сум Робинсон Крусо, јас сум Тарзан, ова е, вика, чита, и сега Тарзан да го представи, ова чита, вика, ој мојов книга не отвара. За Петко. Нашиве во Радио Лидер очигледно отвараат книга. Па ја како? Дај Абе, тука книгата не ја да видов промовираме, Джейн, каде што ја има читаат. Джейн. И ја читаат од Миливој Јовановиќ, Монахот Калист, во превод на Тихомир Јанчевски, омилениот писател на средовечните жени во Македонија. Опа, бато. Да, па тука зборат нешто за монаштво. Немој да ми се за монашите нови. Овакво проблем може да биде. Да преминеме на главното. Ово утро наш гостин е Љузин Фаризи. Љузин поише по не фикција, вака литературно предпоставувам, доктор на науки, така што политиколог, така што не се бави многу со белетристика. Не беше правник? Да, правник, добро да правим за сите што не слушаат, што не гледат можда и онлайн. Ви благодарам многу за поканата. Љупче и Сотир, мои пријатели, многу ми е мило кога идам во вашата телевизија, во вашата емисија, извинете. Во радио, да. Стане телевизија. Стана како телевизија, бидејќи кога ги гледаш камерите. По твоја устав Божи Во радио обстојувам, уште телевизија не фали. Така што малце... Замисли тука 20 имаме па читаат, па замисли 20 души од техника кои ќе се расчитаат, па кај ќе бидеме, човече. Дај Боже така да биде. Но малце вие во КНАП, односно во ситуација 8,5 сат од кога почнува емисија, 8,5 часот, знаеш, Скопје гужва многу. Па да, ама сега не слушаат радио. Но јас веќе го имам научена маршрутата и да точно на време. Така точно не е до тебе, до читателската публика. А во врска со читањето, јас повеќе читам стручна литература, секој ден си сум со тоа професионалното што го правам како трудов инспектор, мора да читам закон секој ден, нели, да бидам во тек со ситуациите што се со предметчињата. Така што генерално јас повеќе читам, мора да кажам дека како млад, односно како среднист, јас избегавав повеќе романи да читам. Секогаш сум читал тоа што ми... Тоа е најдобра школа читачка прва. Да, и но кога беше многу интересно кога ќе одам после у школа, јас можеби не сум го читал целиот роман, па знаев многу подобро да го објаснувам. Загор. И мислеа дека јас сум го читал целиот, бразе си прави ја финтеј на читање. Умоен крал по ночи. У моје време беше популарно на препишување на лектири, знаеш? Тоа секој пат е популарно. Тоа беше бизнисот, ама пошто после тоа беше препис на преписот, и професориве знаат да забележат дека има некој лик што сосем друго му е името во книгата, ама знаеш, еден сгрешил и сите после него. Ланчена реакција при преписот. Јас си ги читав лектирите, јас се зафркнав таму негде втора, трета средна кога почнав да го читам Маркс. И така, тоа ме упропасти во животов да го работам ова што го работам, односно да станам. Тоа најдобро нешто што си направил. Обштественик. Уште ако си го додал и Енгелс.
Да, бе, да. И Енгелс, и Ленин сум го читал сега. Па некоја теза на Фойербах. Па не. Па да не збориме за Плеханов, Не, на од Маркс и од Троцки. Енгелс, особено од Енгелс, умилено Да. ми е делот во светото семејство. Тоа е една прекрасна германска книга која ги опишува корените на капитализмот низ феудална призма. Но за тоа во некоја друга прилика, ово утро имаме озбилна дебата. Ајде да видиме. А може пред да почне дебата да ти кажам дека треба да частиш дека веќе си новинар по новите закони и измени. Не, јас сум и по стариот, ние сме радиодифузер. Не, извини. Ајде честитки Ние за порталите. Ние сме радиодифузер, а со овој закон за порталите е нецелосен според мене, јас се противам од прв момент. Тебе го донеле. Вчера бев на еден подкаст и дадов критика јавна, и еве сега пак ќе го повторам тоа. Се е тоа во ред и треба да бидат регулирани, но какви се тие медиуми со двајца вработени? Па така е. Сега, вика, ние те сметаме за професионален медиум со двајца вработени. Ние имаме 12 вработени, тоа е прво, а второ, и уште поважно, за да бидеш медиум, како е тоа, државата тебе те става у регистар, ама може да има и медиуми надвор од регистарот. Ја немам ништо против да има медиуми надвор од регистарот, но треба да се наложи дека смее не само државата, и приватниот сектор смее само во овие регулирани медиуми да се огласува. Тоа треба да биде условот во некоја идна измена, ова некако на брзинка е направено и не ми се допаѓа. Еве сега ќе ми замерат можда и од ВМРО, ДПМН и од СДСМ и од сите партии, но кога се прават вакви работи, не е само да се пазарите со новинарските здруженија како ЗНМ, кои бараат да се намали бројот на вработени, туку треба малку посериозно да се позанимаваат и со една друга работа, тоа е да прашаат луѓе кои со години водат медиуми, кои со години водат мултиплатформски медиуми и кои што имаат образование во делот на policy making. Multitask медиум. Значи, на оно што се нарекува креирање политики, затоа што вака е толку половично и толку ништо нема да смени, што дури мислам дека беше и залудно да се направи. Но за тоа во некоја друга прилика. Јузим ќе падне ли владата? Арбен Таравари најавува излегување, ќе настапувал сам на локалните избори, Влен се распаѓали, што се случува? Ти многу подобро од нас можеш да ги одговориш овие работи од една единствена причина, што за разлика од мене од Сотир ти зборуваш албански и разбираш. Ние не разбираме, тоа е голем хендикеп, може треба да го надминеме. Сигурно не може. Значи треба да го надминеме, да почнеме да учиме веќе, но што се случува и од каде наеднаш му текне на Таравари дека тој не сака да успее проектот Влен, тој сака сам да оди на избори, не сака да биде во коалиција со другите албански партии. Што се случува? Јас искрено сакам да одговорам. Кога за да падне влада треба прво Арбен Таравари заедно со Али Ахмети да соберат 61 пратеник. Значи така е постапката, уставот, законот. Така во моментов нивните шанси се еднакви со минимално, да. Да, он има 20 пратеници поише од мене за до бројката 60. Да. Така што шансите се минимално за да може да го прават, односно не постои таква можност. Владата може да падне само под еден услов ако премиерот Христијан Мицковски одлучува да иде на избори, а тоа мислам дека оваа година нема така, односно нема да ги исполнат желбите на Али Ахмети. Пошто единствената желба е само на Али Ахмети кој драстично паѓа у терен, тоа го знае, тоа е моментумот. Ако ова влада тера до крај, тоа значи дека политички крај за него. Првин. Но тоа што е многу побитно, јас кога излезе аферата дека во клинички центар ќе овозможи да се гради катна гаража од инвеститорот Албанија и после тоа кога одлучи премиерот за владата да го поништи тендерот, односно постапката за градење на катната гаража, јас знаев дека тој ќе прави проблем. Види, не беше проблем градењето, на никој не му беше проблем градењето на катната гаража, да се разбереме,
проблем беше што за возврат инвеститорот во наредните колку 30 години. Во наредните 30 години ќе стопанисуваше со целиот паркинг на клиничкиот центар, нешто што од позиција на јавно-приватно партнерство е невидено. И јас Со оглед на тоа што таму минимум 5000 евра дневно промет има по овие цени. Јас сум за да се гради кадна гаража, бидејќи јас пример, татко ми имам, татко болен, многу често го носам таму, е хаос паркингот внатре. И тоа треба многу побрзо да се прави. Но од толку многу фирми кај нас што има, и може едноставно да се прави јавно приватно партнерство, зашто да не влезе градскиот паркинг или некоја друга институција кај нас. Јавно партнерство. Да. Јавно плюс да биде, да не биде некој скришно. И веројатно тука има нешто. Има муабети дека човекот е фатен, сега тоа ние не можеме да го откриеме дали е така, но чим се зборува на велико има нешто. Но јас одма кога го поништи, односно кога се повлекла целата влада на Министерството за здравство да го гради паркингот, јас знаев дека тој ќе почне да прави проблеми. Но се случи кочани во тој период, одма 2-3 дена после тоа. Но мораме да честитаме сега, да бидеме објективни, дека за кочанските настани Министерството за здравство имаше една брза, навремена и одлична реакција која вроди со плод. И токму затоа, за разлика од сличните примери, тоа е контрадикторност. Во Романија, добар кризен менеджмент заедно со фондот за здравство. Тоа мислам дека секој човек нормален, хуман, требаше да постапува така. Не, одлично. Да. Значи мора да честитаме сега во тоа не можеме да ефективен. Тоа беше поголема екипа, не само тој, сите институции се приклучија, председателот на држава, владата цела, да, сите. И покрај се имаше таму и кризен штаб и така натаму, Министерството за здравство со фондот за кочанските настани заедно со фондот за здравство, заедно со Министерството за надворешни работи и Тимчо Муцунски кој експресно брзо организираше тоа све да се оди надвор, успеа да спасат десетици и десетици човечки животи. И тоа е за секоја почит. Да. И тука мора да му честитаме на Таравари. Тоа го добро го имат менаџер на Кочани, треба да им признава во смисла на организацијата. Но се случи Кочани тоа што кај застанав и тој не може да прави проблеми во тој период. Одма после 4-5 дена од кога се случи Кочани, тој почна да се кавги да направи внатре во ден, односно во вреди. И почна таа недоразбирањето внатре, се до неговата изјава за емисијата 306, значи и тоа на денот на Бајрам, нели така беше? Така што таргетирано за повеќе луѓе. Да, за повеќе луѓе, тоа е неверојатно е режирано многу добро од страна на Али Ахмети. Бидејќи кога гледаш актерите од кои фондови се финансира, значи можеш да, пошто јас сум почнал сега кога идам порано не сум правил вакви теории на заговор, на компаративни. Но вие го гледате ракописот на Али Ахмети. Но јас го гледам, пошто тоа патот што води, му иде само во позна на Али Ахмети, на некој друг во државата. После тоа, на 8 кога го држа Централното собрание таму, одлучија да идат сами на избори. Медемек одлучи да одат сами на избори. И сега ова дека само со листите се извинува. Дека односно две опции имаше на 8. Во моментот кога не е премиерот тука од државата, он оди во арапските земји, во Обединетите арапски земји, Емиратите не беше тамо, овој одма тука па и пак проблеми. Значи, он ги користи или тука не беше премиерот, или кочанската ситуација. Така што, не фер играње. Добро, што политиката не е фер и животот не е фер, но прашањето ми е сега. Колку е паметно за него ова што го прави? Зошто? Јас го кажувам во континуитет, за да идеме до поентата. И сега, тој моментално е во постапка каде ги во првостепената, односно во основниот суд,
има одлучено печатите на партијата да му одат на Зеден селја. И сега он е во постапка на жалба, се уште е кај него, пошто е во постапка на жалба, да видиме што ќе одлучи апелациониот суд. Замисли во една ситуација да ги изгуби печатите. Тој ќе треба Али Ахмети да го моли да влезе после во коалиција. За локалните избори. Че нема печат, че нема време да формира партија. Па нема време, бидејќи ти треба да ги носиш листите во Државна изборна комисија. Замисли ти да одлучи судот 5 до 12 и да му ги земат печатите. Таква ситуација беше и пред парламентарни и претседателски избори. Сетете се, му отцепна партијата. Имам уште едно прашање. Дел од коалицијата на Али Ахмети е оној чуден за мене човек од струга, со чудни ставови, чуден пристап кон политиката Зеден села. Тој е дел од Европскиот фронт. Во исто време Таравари се отцепи од Алијанса за да може да оди со Влен, а не со Европскиот фронт. И сега, како ќе му биде на Зеден села кога Леси сега се враќа дома, но не се враќа дома Леси преку партијата за која меѓу време се тужат меѓусебно, туку директно оди во коалиција со Али Ахмети. Ова е, знаете, нели ова лут потек на Таравари? Зошто? Прво се враќаш од таму од каде што си избегал, а знаете како завршува невестата која се враќа од како ја фатиле, како отишла кај друг. Чекај, таа Гашиш одеше, таа невеста. Како? Гашиш одеше по невеста у Косово. Па добро, сепак невестите, па може да и таа. Ако избегала невестата од дома, била кај друг 1 година и сега треба да се враќа назад. Не сакам да бидам да е вулгарни, да не биде во таа сога. Ај вака, ај ја да се вмешам. Може да биде проблематично. И плюс честност таму да докажам. Ево тоа најлесно. Слушај, јас во сите мои анализи што си го направил, најтежок бил да го анализираш пример на времето. А пази, тука у нова куќе све и дале на невеста. Ти викат биди министерка невесте. Имаш јадење, пиење, убав третман, стројници донесени, се и се што, и сега наједнаш невеста вика, не, јас си го сакам Али. Добро, нека му е честито, нека оди кај него. Времето ќе покаже. Ахмети сегаш ги има земено и уништено сите политички партии кои биле до него. Тука може да се уклучам. Ајде. Или докажи се. Не, само пошто многу. Ама ова многу ми е битно мене. Ајде, повеќе. Вака, имам поедно, вака ја ги се вклучам денеска, може би ќе си играме прашање и одговори. Имам прашање за тебе, Лјуди, имам прашање за Златев. Ке ти спочитувам, ти си гостин прво тебе, ќе ти поставам. Златек е на листа. Ја не ни ти на листа на чекање. Да, ќе одговориш. И има да ставиме ако треба пиштолот. Што си размислувал ли, сега големата слика малку да види, си размислувал ли што е заедничко на Бранко Црвенковски, Бучковски, па тука и Шекеринска, Груевски. Си размислувал ли што им е заедничко? Додека размислуваш, што им е заедничко? На Имер Имери, Арбен Джафери, Тачи Таравари. Ајде размислувајте. Добро. Ај вака. Првите овие македонциве, Али Ахмети ги испарти у политичка пензија. Сите до еден. И ги искористи. Пази, зборот ги искористи. Овие вториве кај Златев ги уништи како лидери. Ова што ти го кажа, ги уништи политичките партии. Овде не спаѓа само, значи мојот пријател починат Абдурахам Алити, кој е друга лига во политиката, кој на културен план е нешто поинакво и така натаму, а сите овие други, значи така се овие екипава за кај искористени и пратени во пензија, а овие уништени како лидери. Ту се во коалиција, ту не се. Ту се во затвор под присмотртачи, ту не се под истрага. Ту се помилувани, ту не се помилувани. Арвен Тарвари му поделија партијата, му зедоа, му вратија, влезе во коалиција, председателски кандидат,
кога му е најдобро, кога му одат работиве, нему на партијата, на коалицијата, тој излегува. Со ова сакам да ви кажам, за сето ова стои последниот обид на Али Ахмети, последната сламка на политичкиот давеник, да си го продолжи политичкиот век. Но одговори дали согласуваш или не, те молам сега. Подпишувам. Те замолувам. Рамо печат, подпис, Сотир, Според браво. тоа како ме гледаше, Одлично. људи гледам се согласува бидејќи тој ја почна тезата. Одлична анализа. Па до кога друже Златев? Но мене сега ми интересиран, па не до кога, додека гласачите му веруваат на Али Ахмети. До тогаш јас сум демократа. Се додека Али Ахмети тоа што го прави луѓе кажува за теренот. И законски и легално и законски е да си играш со умот на овие што тргнале по негов памет. Тоа не е незаконски ти да го манипулираш таравари. Тоа е сосем законска работа. Ако он е глуп, ти да го не ми стои за глуп. Да го манипулираш, тоа е дефинитивно негов проблем. Но луѓе мене токму ова глуп, се не сакам да го ја многу го почитувам таравари, да се разбереме. За мене он е еден од прво како доктор е гениален. Памтиш мојата оценка за него како човек, како експерт и како политичар. Значи, исто и било и во ова студио и се надевам пак ќе дојде така натаму, но која е политичката логика да го правите ова? Во позиција во која што вие практично сте дел од надоаѓачката сила во албанскиот политички блок. Очигледно е дека кај Влен има еден раст. Е јако. Очигледно е дека Влен има во овој момент огромни шанси да го замени дуи како централна, главна албанска партија во Македонија и очигледно е дека Влен може да го стори тоа. И сега вие, токму во позиција каде што сте буквално пред прагот, а тоа се наредните избори, каде што вие со поддршката на ВМРО ДПМН во тие општини каде што треба да се да превргне работата, вие де факто може да го здробите дуи да добие една или две општини во државата, само Липково да го добие што се вика, и вие од таа позиција која е зацртана, целта е јасна, екипата е спремна и вие од таа позиција викате не, невестата се враќа дома. Многу легитимно би било за него, пример, добро, вашата теза е да бил заедно со Влен. Но он мисли како ќе биде после локалните избори. Пример, ако мислел така. Тој требаше да може да оди сам на избори. Може да, тоа му е легитимно него, може да оди на избори. Но во ниту еден случај со Дуи. Тој јавно кажува дека се видел 2 пати, 3 пати. Лажеше првин. Се видел 40 минути, па после најново телефонски разговара да не се видел. 40 минути, па после Зјадин се завчера за потврди дека Ахмети му има кажал дека 3 пати се има сретното. Тоа што го кажа в преска, сакам да го кажем, ми нападна на моето мислење. Ама со право, бидејќи си прави многу добра анализа и ние се согласуваме двајцата со Златев. А најтежок политичар кој можеш да му го анализираш во Македонија во историјата беше Зоран Заев. 3 пати на ден за една тема различни ставови. Да, може би не. Така он правеше. Наутро, сега може би не, па што ако. А после него најтежок што никој не може да го анализира е Арбен Таравари. Значи тој лаже 10 пати на ден. Тој друго кажа, во емисија 10 пати лаже. Во едната емисија сосема различни ставови. Тоа му е работа политичар. Замислете што кажува. Во изјавата, многу е важно ова. 70% од албанското население мисли дека Влен и на погрешна насока и не се задоволни од тоа што се во власт. Не точно. Тоа Али Ахмети го форсира. Да, 70%. Па братче, ти знаеш што треба да правиш? Да дадеш оставка, дека не си способен. После кажува, а јас со ВМРО ДПМН многу е коректно, Кристијан Мицков се многу се коректни кон албанците. Сега како е? 70% каже дека не е коректна, пошто треба да имаш некоректна влада, некоректен партнер во владата, во случајот, пошто ние уште македонци и албанците ги делиме луѓето, односно и партиите, да, и јас исто, барем јас сум космополит. Не, тоа ми е многу глупаво. И сега
И он кажа, ама добро е во владата, ама јас со Али Ахмети ќе соработам во локалните, со сите дури. Дури со Левица ќе соработувал. Па така испадне, со СДСМ, со сите. Он мисли дека тука е, знаеш, Джокер играч, ме разбираш? Знаеш како Джокер играч кога прават, овие знаат, овие со спорт што се замара. Ама чекај се. Он нема конзистентен став. Сакаш да ми кажеш, ја овој дел не го разбрав. Не, ја го разбрав. Значи ја очигледно не ги пратам доволно работи. Ги пратиш. Сакаш да ми кажеш дека Арбен Таравари сака во исто време да биде и со Мицкошки и со Ахмети. Да, и со Филип сака да Значи биде. невестата не сака да се врати дома. Не. Значи она сака и дома чат пат да си иде, од кај што избегала, ама понекогаш да си оди кај новиот. Па тоа е политички постмодернизам. Он мисли, Тоа е. он мисли, Ќе еве јас направам монтажа невеста за оваа емисија. слушај. Не, убаво кажат, ајде, убаво кажа. Малку е така шеговито, не е безобразно, невеста. Он не е безобразно, а убаво кажа. Ама сака значи ваму и таму да си биде. Епа, не, тој знаеш како го измислува. Тој измислува дека невестата се враќа, дека еден круг на машки тука се имат во комшилик сите заедништво, во еден круг си живеат со куќи и он седи тука во дворот и кој ќе му отвори врата влези, влези и излези. па види, Така што ај анализирајте го 4 години назад. Невести кои не би го искористил нели Добро. поради Ај анализирајте го 4 години назад. Па он влези и излези во влада. Да. Он влези и излези. Слушај, знаеш што може да прави? Овој проблем да излезе. Еве, ситуација да излезе. Да не, јас ти гарантирам дека Ахмети нема да му даде ниту една општина, ќе го лаже, он ќе му даде тие општини кај тој не е добитен, тој нема да му даде сила, пошто оние се влезени у филм и он изјаден селе е битката кој ќе го наследи Дуи. Кај ниве е битката. Замисли, тамо не може да го наследи. Одма ќе ти кажам, ни он изјаден села. Па тоа не може да го наследи. Замислете, Изет Меджити, Теута Арифи и ред други таму, тој бегалецот што отиде, што се изгуби, што го бараме ние. Дриблерот. Да. Така Во што момент на летување во ти замисли Веќе тој сакаше почна да му ја летна земе партија сезона. па го изгори него, сега ови од надвор влезени се во филм дека ќе му ја земат партијата. Чи Али Ахмети го отворил, Али Ахмети ќе го затвори партијата. Тоа е војна негов личен организација, бренд. тоа е нормално, Да. тоа е Имам сега убаво. тука друго Што прашање. кажуваш? Ја пошто не може да ја најдеме логиката очигледно. Замислите сега да излезе од влада, не да излезе од влада, да го избркат од влада, пошто не сака да излезе тој од влада. А може да го смени па и ставот, знаеш зошто? Тој нема одлучено во собраните, го лаже народот. Јас имам луѓе другари што се внатре. Таму имал дебата, ама тој повеќе ги искажал неговите ставови. Таму немал одлука, тие не гласале дека ќе одеме на избори сами. Сигурно не нема партија. Сам Ова не го донесал знам. одлука. Ова не го знам. Да, ова треба да се објава. Нека го вадат записникот и колку луѓе гласале. Никој не гласал. Немал гласање таму. Таму едноставно имал одлука од него дека ќе одат на избори. Па ќе ги изгуби и тие што сам. ги има. И сте ја виделе сликата кога се појавуваат. Тројца се смешкат, другите сите поцрнати. Ама чекај се. Знаете зошто? Дали може он го прави Матрицата на Алијанса е матрицата на бившата ДПА, односно на Арбен Джафери. Тие луѓе да сакаат да одат во Европски фронт, ќе одеа одамна. Тие за тоа, тие гласови одеа на крај опозицијата. Видете ги албанските гласови како излегуваат. Секогаш албанската опозиција има од 75.000 до 85.000 гласа. До 90.000. Тука се движи. Секогаш. Било колку е да е слаба опозицијата, толку гласови има. Значи, под 80.000 во била која комбинација албанците нема да падат како опозиција. Карикирам во Но следната. идејата што е? Идејата на Али Ахмети. Односно тие гласови што се против Дуј, да не кажам зошто Али директно. Ахмети успешно, нели, е постојано победник кај албанците во Македонија, затоа што успева овие 85.000 опозицијски гласови постојано Да ги врти. да ги расцепкува. Да. Знаеш, дел ке дојде еден од два. Прошиот пат делот тие отидоа заедно со села, дел дојдоа ваму и така натаму, но Но моето мислење дека овој пат нема да се расцепкат. Со овој гамбит на Таравари. сега веќе е разјаснета ситуацијата, таму тие ќе веќе ја формираат политичката партија преку неделата, јас мислам дека треба да ја формираат. Веќе одлучиле 23 члена да биде
Да, извршниот комитет на Влен. Најверојатно јас претпоставувам дека Изет Меджити ќе биде председател само по еден исклучок. Ако сака да кажува на другите на народот дека еве јас не се борив за позиција, па да го стави Билка Сами, но јас не верувам. Мислам дека полидере подбридлаче овој Изет Меджити има повеќе каризма како лидер. Кога јас размислував за тоа, нели, кога ја чув идејата, кога ја чув идејата да се формира Влен како партија, мене прво нешто во главата што ми поминуваше е дека Арбен Таравари би требало да биде председател, а Изет Меджити би требало да биде некој оперативец, генерален секретар, и сметав дека така таа политичка опција би канализирала најмногу луѓе и би изгледало онака најстабилно. И наеднаш сега тој што јас го профилирав во мојата глава како председател, наеднаш ќе си оди, он не прави партија. Но прашањето ми е дали можеби Арбен Таравари не сака да учествува во формирањето на новата политичка партија Влен, односно Вреди, од една единствена причина што тој таму нема да биде председател. Да, тој сака по секоја цена да биде. Еден од елементите и ова е плюс. Дека тој не може да биде, бидејќи тие тројцата имат поедноставен став, дури се поблиски и не ме уверуваат на Арбен Таравари. Односно не ме уверувале и ако го гледаш од голема подршка, председателски кандидат беше. Министер на многу битен ресор. Не може он се пожали од односот нивни кон него. Него сега, да ве подсетам, вие сте млади. Мене овој гест, имајќи предвид како се однесува 4 години во политичката сцена, на Таравари ми заличува на 90-тите години, само што е различно, на еден политичар имаше Петар Гошев, сега е во пензија, кој кога му понудија еден предлог да биде премиер, а друг да му состави владата, тој рече, не сакам да сум крпа за еднократна употреба. Дали Таравари е свесен дека ова е првата, можеби последната употреба што Али Ахмети и други ќе ја направат со него, за да ја нагризат коалицијата владина, бидејќи да отворено да збориме. Со ова се малку раскомешани, не се раздвижени, не се разнишани односите во коалицијата, сите типуваа на знам, ја однапред знаев дека со знам нема тоа да се случи, еве се случи со Влен, ја типував на друг човек дека прв ќе дигне глас, тука изгубив опклада, ама при добро одење на работите, на така празна каса, на такви лоши социјални услови, економски услови, како така се заврши минатата година? Море со таков број на инвестиции, тргнаа малку од малку работи, сега добро не снајде кочани, тоа е на голема трагедија, и тука одеднаш Таравари измислува некој работи. А можно ли е, пошто нелогично што го прави Таравари, очигледно. Знаеш зашто Сотир ме треба да размислам на друг начин? Значи, замисли, тој има Министерството за здравство. Најголемото министерство. Што ќе го понуди Али Ахмети нешто поголемо на него? Јас не знам. Можда сака да му е досадно, бе. Да го замени како што ги лажеше. Не, јас мислам дека Груби и овој други за меѓународно ги лажеше, нив дека ќе се негови наследници. Јас мислам дека тој има повеќе се лакоме за други цели во животот, да има повеќе пари. Неверојатно тоа му е целта. Само тоа може да му нуди, а тоа што не може да го прави во сегашната влада, јас мислам дека поради пари знаат да заминат од дома. Тоа е едно старо правило. Парите се во власта. Ај вака. Што е модел? Многу е близко. Луѓе ме близко до вистината. Не, Сотир, извини. Парите се во власта, доколку премиерот ви дозволи да крадете. Не за крадење. Не ви дозволат да крадете, тогаш парите не се во власта, треба заплата да работите. Во позадината е ветено нешто големо од Али Ахмети и неговите тајни фондови, тоа сакав да ви кажам. Нелогичко е да си во власта, да одиш на несигурна опозиција, каде што е неконсолидирана, нереформирана, и ја ви тврдам дека нема баш така добро да помине на локалните избори како што мислат. Да, но знаете што,
Јас ја читав една изјава, тоа е многу важно, валјда вие него сте го слушнале и не сте го читале, пошто е на албански јазик. Секретарот на Алијансата изјавил нешто многу интересно. За мене е надвор од мозокот. Ајде. Затоа што јас преска на Златев му кажа, ајде јас да зборувам, да не ми бега мислата. Така. Он директно се заканил на владата. Тоа е тотална закана. Знаеш што изјавува? Ние сме политичка партија која гарантираме стабилноста на владата. Тоа е директно закана. Значи, тоа кажува дека вие морате да не држите на нам на власт, а ние може да правиме што сакаме. Јас мислам дека... Ако е така, во заблуда е. Јас мислам дека ова, ако му го преведуваат, како што кажал тој на премиерот, а познавајќи дека тој не прави компромиси за вакви работи, јас мислам дека ќе го исклучи многу брзо од владата. Па види, ама што не можеш пошто да е седиш премиер- ти на ова маса, пошто е премиер- Се чекај, а да учествуваш во заговори тука и друга за растурање теорија. на владината коалиција. Имаме тука од нашите слушатели и друга теорија, очигледно правиме гимнастика и да го објасниме необјаснимото, па еве и нашите слушатели имаат една теорија. Тие велат, Златев, бидете сигурни дека таравари е кукавичко јајце во дуи. Односно, креатор на сето е ова е Мицкоски, кој го пушта таравари во дуи за да го разниша Европскиот фронт. Ова веќе има, единствено што има логика денес. Може да е, друга теорија, да. Може да е некоја позадинска гениална игра смислена некој, не знам, од владата. Наум Стилковски ја смислил. Ај сега, Дај ке го Батко пратиме Сотир да ви таму, каже нешто. таравари. Тоа е ефект на бумеранг. Ефект на бумеранг. Значи, не ми го прави тоа што не сакаш да ти го прават. А Али Ахмети е bad guys и ќе му се врати ефект што ја мислам дека ќе му се Значи врати. не, ова Ја мислам дека ќе му на се врати. Дон Крле, Дон Крле, многу бе. аналитичко име, има интересна профилна слика Дон Крле, се гледа дека се бави со градежништво, ама Одма ги читаш, Златко. адзидарите се паметни луѓе по дефолт да направиш конструкција, куќа и така Па, натаму. не случајно масоните ги викаат па, зидари. и токму затоа он милион шеми треба да направи за една куќа статички да функционира и токму затоа мислам дека Дон Крле го откри пеколниот план на Христијан Мицкоски за да го уништи Али Ахмети. Почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел, во кој ќе се обидаме и преку некоја идна теорија да го објасниме ова чудно однесување на невестата. Мораме да ја пофалиме сопругата на Ја се Сотир. закачна. Феноменални кифли ни донесе Сотир ово утро, кој го мотивира дополнително нашиот литературен кружок овде да чита уште повеќе. А ние ова утро не се ни книгите тема, не се ни кифлите тема. Тема е невестата. А кај се јајцата, бе? Требаше да кршиме јајца, Има јајца ви кај мене донесов. вишок И и ја торци носам. со вишња ви донесов. Хајде, после емисијата. Хајде. Ја тоа све ќе кажам на Минка да стави у фрижидер и Нема после- јадење одма на лице ме. да си остане, јас ќе си дојдам поручек нешто да си завршам. Дополнително. Лап. И затоа што Браво, бе, Злате. Ке донесам ја пак, бе, не. јадењето е Техника не си киде, ќе донесам ја најубаво, пак. но дефиниција за секој дебел човек, односно на секој дебел човек како што сум јас, е дека храната е највкусна кога ја јадеш сам. Ти не си дебел, ти си пополнет, симпатично пополнет човек. Никогаш во живот не сум бил слаб. Љузин Фаризи гости ново утро во Радио Лидер. За разлика од тебе, Нашето- Љузизе, ние ко манекен. Па човекот не јаде до 12 сат. Има слична прехрана со Тоа е лошо навик. Путин, што може да биде протолкувано и како Само јас не руско можам да пијање. влезам во ладна вода, тоа е разлика. И не можеш Тој да не јаваш новина. мечка, не можеш да ја нападнеш Украина. Не ме Не мотивирајте можеш за да го Русија утепаш. да не отворам уста. Навални, многу работи не можеш да направиш и тоа е добро затоа што
доколку беше воен злосторник како Путин, немаше ни да можеш да дојдеш во нашето студио. Путин, ја би го поканил, ама не може да дојде, ќе треба да го апсат. Токму затоа нема да биде ни на погребот на папата. Они Нетањаху малку тенко работата. Само они бе? Бајден, шо е Бајден да преш? Обама, кој 7 војни отвори. Ниф не ги бара Што е Обама ја за Европски суд на правдата. А доби Нобелова награда. Меѓународниот суд за правдата не ги бара нив двајца. Путин и Нетањаху ги бара и нема да можат кај папата да дојдат на погреб. Но погребот на папата... Тој меѓународниот суд што у келиите му умират овие затвореници, бе. Што се троват, пардон, се извинувам, така ги фаќа срце в удар, тој меѓународен суд ми го зове. Кој го фати срце в удар? Читај малку или подсети. Ги фаќа, он чита. Тука завршува сесијата на Слободан Милошевиќ фан клуб и одиме со Ке го убијам бе фан клуб, ке го убијам. И одиме со нешто друго. Па не, многу ми е расположен за теории на заговор ово утро. Ама не, Сотир не е до толку. Го инспирира. А повеќе го сакав Стипе Месич, веруваме, ама Милошевиќ ми го калем. Ајде, нека. Па се. Или Милошевиќ сега доаѓа денови. Мене Милановиќ ми е фейворит. Интересен на тип. светско ниво. Интересен Така тип. си лупа шот на то на трум. Така паметен човек, мислам. Да. Ке ни дојде денови гостин. Милановиќ е пример зошто сум горд што сум социјалдемократ. Да бидам вака искрен. СДСМ. Да. Ајде друг пат сега на љузи да не мора стураме емисија. Друг пат сега и ти ќе се прерачунаме. Празна социјалдемократија без есенција. Дали мислиш дека без таравари Влен ќе успее да стигне до овие 75-85 гласови? Ама кога на што нема парламентарни избори? На локалните? Тоа се различни избори. Многу е интересно како ќе се одвојат работите. Мора да се вратам уште еднаш, пошто кога беше време на пауза, го ја читав точно што има изјавено секретарот на Алијансата за албанци Нарбен Таравари. Он има кажано вака: ние сме гаранцијата за стабилноста на владата. Ако не исклучат од владата, тогаш државата треба да оди на предвремени парламентарни избори. Он и после ние ќе се организираме, а не кажува како јако ќе се организира, тоа значи јако организирање, тоа значи заедно со Али Ахмети направен фронт заедно со другите политички партии и ќе идеме од таа моја теза, јас го имам искажено прв, дека целта на Али Ахмети е да заедно со овие политичките партии да освои 25 пратеника и да го условува следот мандатар и да го разигрува буквално како го разигруваше Заев и Ковачевски. Па игрује. Посебено Ковачевски во последните 2-3 години, кога го оценуваше цело време дека владата, односно зависи од страна на него што бараше Али Ахмети, тој му го исполнуваше желбата. Треба да знаете дека историјата не секој пат се повторува. Не за интересите на граѓаните, туку за тесен личен интерес на акционерските членови во ДУИ. Така што ова му е целтата. И ова јас ви гарантирам, еве, ќе помине времето ќе покаже дека тоа е нацртано. Дека тоа е направено како стратегија во минатото. Сега имаме една ексклузивка ова утро. Ајде. Што туку пристигна информацијата до мене од некој дзидар, прилично проверен извор. Имаше грабеж во домот на Фатмир Бетичи, поранешниот вице-премиер. Во домот тој пријавил во полиција дека имало кражба, што е нормално, и дека бил украден и сеф. Сега. Прашањето во прашална форма е што имало во сефот. Така, ја немам дома сеф. Имам нешвитно банка, имам сеф у банка, каде што, знаеш, чуваш, накид фамилјарен, не ни сакам дома да ги чувам тие работи,
не знам, фамилиарен накид, некој 5-600 евра за црни дни. Разлика од тебе, можда и со Сотир, че сме тука не е блиско, јас ни дома имам сеф ни во банка. Не бе, Немам и ја. О, банка ми го дадоа на промоција некоја, ми го дадоа на промоција некоја и земав, да ти кажам искрено, но нема нешто, знаеш, она. Едно време и празен ми беше, па земав накид од година со тамо, викам срамота. Баба и дедо што и дадоа на жена ми нешто, некој златник, чудо, некој такво, викам дај да го ставиме тамо, ке не ограби дома некој. И тоа не е важно што има во сефот, она што е важно е тоа што имало злато во сефот на, пријавено е дека имало злато во сефот на Тарава, на овој, на Битичи, што е нормално, нели, да има злато, 4 прстени со диаманти, најверојатно на неговата сопруга, сега тоа прашање какви се диаманти има во Македонија, нели? Еден часовник Breitling. Знаете што е Breitling? Јас имам Breitling, Злате, прашаме мене. Знаеш чиј часовник е Breitling? На воздухопловците. Да, тоа е пилотски, ама тоа е прилично скап часовник, минималните суми се Следната емисија ќе ти дојдам со Breitling. тие се од 600, од 500.000 денара па нагоре. Мислам дека за 5.000 евра може да се најде тоа. Тоа е еден од поевтините, да знаеш. Да, имал Breitling, добро, тоа е нешто ситно кеш, имало 4.500 евра и 2.500 долари. Сега во пријавата, во информациите во сефот на Битики што имало, она што неофицијално го дознаваме во прашална форма е дека имало и папка со класифицирани информации. А што му треба дома на Тој веќе не е функционер. Тоа е кривично дело. Апсолутно. Она што ние го имаме како информација. Не, и како функционер не може дома да чува. Ја ќе ви кажам, бидејќи ја ги има сите сертификати до државна тајна. Без разлика, тој не може дома да ги изнесе документите. Државните тајна без разлика тоа стоат во... Затоа што е неофицијална информацијата, веднаш ќе му испратиме прашање на Фатмир Битики. Да, ама од каде информацијата дека имало папка со класифицирани документи? Сега не можем да ви кажам. Секој добар новинар не го кажува изворот. Не, дали е веродостојна? Сакам да кажам, не избрзувај. Ми е неверојатно веродостојно. Добро. Значи, неверојатно добро. Имаш бројот Битики? Не. Ај ќе најдеме. Не, веруваме. Да поставиме прашање. Да не ви изненади ништо, Битики има голема историја со невладениот сектор. Он е во врвот на МЦМС од најдоброто време на Клековски. Беше трет човек таму. Па сетете се може и не е точно, може и да. Ние за тоа ќе си го прашаме човек, дали е точно. Ко беше подпредседател на влада, сетете се, даваше големи пари на невладениот сектор, каде што е жена му. И да не ви изненадува ако таму има и парички, и злато, и диаманти, и се. И се обидувам да најдам контакт, веднаш ќе го најдам и ќе му испратам прашање на Битики дали е точно дека имал папка со класифицирани. Да, и што имало во тие класифицирани информации. Има едно правило, Златев. Еве ќе платиме Сашо Ордановски, он имаш сертификат за пристап до класифицирани информации, он како новинар да провери да ни каже што има таму. Ја не можам да ги видам, немам сертификат. Кој тоа беше Сашо Ордановски? Еден фин, културен господин човек. Но прашањето ми е, ова може да биде многу сериозно со папката. Сакав едно да кажам, Брайтлингот не се држи во сеф. Брайтлингот се носи. Тоа е стил на живот. Јас сум колекционер на часовници. И јас имам нешто поевтини варијанти, нешто Seiko. Гледам искал мојот има љуѓе. Он инспектор е некој му го дал да не му даде казна. Мојот е многу ефтин часовник. 400-500 евра. Значи, исто имам таков Seiko. Слушај, само секунда. Имам таков Seiko, имам 2-3 такви некој цепелин ово, ама не носам ништо на крај, сите ќе ги разгледам по другари, по пријатели. Јас си носам... Ајде, откри што е ова, ќе те частам. Касио. Јас си носам паметен часовник, си имам... Смарт! Смарт! Па ти си смарт дете. Си имам на него онакво заплаќање
знаеш, картицата ми е инсталирана со Garmin Pay, да не ја влечам. Абе ти видов оној ден чорбата кој ни ја плаќаше. Тај си плаќам со на тоа часовник. картичката стави и плати чорба. И плюс најпозитивно да ме изненади, да ми рече денес имавте многу убав мирен ден, некојаш да ми рече под стрес си Справите му дај смир, не, ама ти каже, ти следи тоа откуца и чуда. Сега вака да ти кажам, Злате, уживам у паметен дека налагата е кратки се нозите. Пред година дена само Бетики ни убедуваше дека не носи светски брендови, дека не купува светски брендови, дека кај наши Шнајдери шие, како се вика, да, бе, дела, ја дозволи дека купува чевли од наши фирми, а ја во една емисија му одговорив, за разлика од вас, господине Бетики, од копантам за мене сум во светски брендови, со тоа што нели јас сум брендолог и книги и автори и се, ама јас ги купувам во second hand shop. Шетав многу низ светот, воздухопловец бев и ја не кријам дека ги имам и дека ги купува. Еве сега Breitling. Јас мора да се поврзам пошто за часовниците се зборувам за да бидеме појасни, јас нешто да кажам за себе. Како не? Јас никогаш у животот до пред 2-3 години не сум дошол часовници во рака, но сега имам некои 5-6 часовници со што се многу ефтини. Добар старт ти е тоа. Премногу ја ефтини. Така почнав, сега имам 136 часовник. Не до толку, не. А 40 години ги собрав. Не. Пази, луѓе, ова не е лага, 40 години ги собрав. 5-6 ги имам. Ракета. Но 5-6 носите се. Имам еден картиер купено во Косово. Ама тоа е реплика. Да, од Лондон имам купено за 20. Чекај ти кажам. Те прекинувам. За 20 фунти, 25 години го носам на рака и ќе да чуе, а е фалс. Да, јас го имам. Сум бил у Косово тие продавници. Јас имам со една комшија на ручек. Тој е не Елијав таму е во Урушеваце и влегувам внатре, каже картиер ќе го купи, јас не ги знам брендовите. Нема секунда не мрда. И 70 евра го имам купено. А ти поскапо си го купи. 70 евра. Усади 20 фунти. 70 евра без батерија. Работи на пулс. Тоа е многу. Но такви се они. Мора да се вратам на овој што е Seiko, пример што кошта 5-600 евра. Не знам. Го имам истиот. Имам само малце различно ми е ремчето. Само да ти кажам, нема да го часовник е Seiko 5, да знаете. Вие сте млади. Истиот. Двата моја сина носат Seiko 5. Тоа е најстандарден часовник. Само и ова да го ја го надминав, не го носам. Овој часовник, пошто ми кажа преска дека инспектор, не се замарам со поклоните. Ама така се качул. Но ова ми го има дадено еден новинар, другар, што пиеме кафе многу често јадеме на ручек и ми го има купено, мислам дека у Грција и ми го има дадено како поклон и каже да го чуваш и веќе не го менјам. Пошто ми е поклон од ептен на другар. Знаете, секоја втора емисија ми вади душа за воздухопловство, за плати, за пензии. Ја не му се љутам. Егото го тргам настрана и не му се љутам. Многу интересно. Брайтлингот и овие париве 2500 евра и 3.500 евра ги нема стаено во анкетен лист која бил одма го провери. Одма го провери. Ова е сериозно предпријатие сме ние, нема тука за фраканци. Сега ќе се обидеме за со класифицираните информации да дознаеме повеќе, ќе ги бараме по крајот на оваа емисија со нормално ќе испратиме прашања и до МВР и до овој као се вика и до Фатмир Битики. Ќе се обидеме да стигнеме до одговорот какви се што барале таму и така натаму. Ајде одиме со прашањето. Ќе остане ли Арбен Таравари во влада или не? Многу е битно. Ај вие правите муабет, ја идам да пробам да разберам што е работава. Ексклузива. Те чекаме, Златев. Please come back. Значи, ај вака да се озбилеме, ние малку знаме се шегуваме, луѓе, тоа нема да те изненадува. Животот, ако не шегуваш, па и не е добар живот. Види, многу сериозно ќе те прашам. Не е наивна работава со Таравари и со излегувањето негово прво од Влен, а сега се поставува голем прашалник од владината коалиција или поточно од неговото учество во владата. Какви се твоите размислувања во поглед на реперкусии можни политички? Нека бидат политички. Сега овој буцкалото не е тука. Да, и да не прекинува, сега ќе ми дозволиш мене 5-6 минути моето експозе. Не те чачкам. Сега он одлучил да оди тој одлучил партијата. Тој одлучил да оди со листи, сега за листи, сам во
и за градоначалниците места во општините. Ама тој одлучил. Уште не е конечно. Ние кога ќе излезе сам, кога тој ќе поднесува во државна изборна комисија. Тоа е валидно дека тој излегувал сам на избори. Познавајќи го него, дека тој ги менја ставовите, да не се чудиме за некои големи интереси после да иде да излегува и да кажува ние ќе идеме со Европскиот фронт, односно со Али Ахмети. Значи, јас 99% ти гарантирам дека тој нема да оди сам, или е договорен со Ахмети. Тамо он кај ќе излезе со негови кандидати, нема да извади дуи, едното од можности еде, или Ахмети па да извади така само формално кандидати за да продава магла на народот, дека еве ние сме против кандидати тука и после на вториот круг тој со Ахмети да се договорат и да прават коалиција помеѓу двата круга. Се со цел после да ја туркат владата, односно државата на предвремени парламентарни избори, ако тие не ги успеат предвреме, а јас мислам дека тоа нема да одлучи Христијан Мицковски да оди на предвремени парламентарни избори за две работи. Првин е тоа што дека има 58 пратеници. Да. Има комоција 4 години дури и сам да владее, бидејќи може да ги земе 2-3 61, уставот му овозможува тоа. Нема со шестена знам се 4. И со влен. И мора да кажеме нешто што многу е важно за слушателите. Прв пат во историјата, односно за втор пат во историјата, имаме една коалиција која е природно, која ја засакува буквално сите граѓани во државата, а посебно македонците. Најдобрата коалиција според мене, што било природно и што го сакат и луѓето го сакат да се врати пак тоа време, само без главниот играч. За Љупче Ѓорѓиевски ми зборот, коалицијата ВМРО, ДПМН, ДПА од 98 година. Тоа бе најидеалната коалиција. Јас сум актер на таа коалиција. Знаете зошто? Секи ти кажам, јас сум актер. Има доверба кај коалиционите партнери, има лојалност. За прв пат македонците, особено македонците, па и албанците, ја гледат ова коалиција како веродостојна помеѓу и лојална еден кон друг. Јас мислам и многу природна. Сега можда таму има актери кои им поминало времето, но сепак промените не може да ги правиш ти за еден ден, за една ноќ. Тоа треба се време. Да, и сега и треба време на влен. Но ние не смееме тоа да го уништиме ова што го има создадено 7-8 месеци докога е формирана власт. Јас мислам дека ние под секоја цена, односно владата под секоја цена да оди до крај на мандатот. Па еднаш да излежи бидејќи ВМРО нонстоп прави предвремени избори. За да лежат работите. Ниту на памет не треба да му падне на премиерот да оди на предвремени парламентарни избори. За да му го задоволиме егото на големо е легитимитетот. И голем е легитимитетот. Значи ние односно на граѓаните му имаме како влада, му имаме ветувано дека ќе правиме големи работи. Посно пензиите, што го се кажа петите динари, инвестициите. Сега кажуваат кредити, па зошто не ги најде овие кредити кои ќе под поволни камати. Ама не, еве, беа 7 години назад, зошто ништо не направија. Цело време еден период со корона се замара, па вториот период се замара само со Артон Груби да го збогатуваат. И накрај ни побегна. Така што ние мора да го држиме, ние како интелектуалци, како граѓани, мора да му дадеме најголема поддршка. Бидејќи ако идеме на предвремен парламентарни избори, да знаеш дека државата ќе биде под клекната пред Али Ахмети и неговите. Тука не согласувам, ама ќе биде интересно и има опасност он да предизвика нешто. Ако е разликата 25 пратеника на 5 пратеника, тоа што е нормално. Но јас не верувам на ова, знаете зошто? Вреди сега ќе се трансформира на една политичка партија, кој ќе се праша еден таму внатре, кој ќе има лидер, кој ќе има право да преговара и со другите политички партии, помали организации и така натаму, што ќе ги прави и политичките пазари, ќе се кај нас политички пазар, за да може после да се конкурира и како лидер може да преговара со интелектуалци, со бизнисмени,
со влијателни луѓе кои може да му донесат гласови во еднина. Така што јас мислам дека ќе има два спротивставени страни кои ќе бидат прилично многу балансирани. Тогаш во еден баланс помеѓу двете страни, јас мислам дека би било многу подобро за државата, а особено за ослабување на коалицијата, пошто коалицијата не се прави со уцени. Коалицијата се прави во разговори, преговори, договори и да имаш почит кон партнерот што имаш коалиција, односно во влада. Ама љузим. Ова е голема непочит. Ти да кажуваш дека ние сме гарант на владата, а да не забораваме дека Мицковски ги има земано. Тоа јазикот истилно дали Ахмети. Да. Па слушај, еден човек што кој му ја пружи раката, толку беше задоволен, да не кажувам некој друг збор, што е многу вулгарен. Значи човекот беше пред, знаеш што, значи кога му ја даде, што чекаш од тој човек, значи да ја прави политика, што е многу млад за мене. Да е некој поста политичар, што ме пред крај на неговата кариера, да, но некој млад што иде во подем, така што мислам дека не е сенс и неблагодарно е ти да правиш вакви работи. Да, јас се согласувам, јас им кажам на моите другари колку имам комуникација со овој Алијанс, јас имам многу добри другари кои се функционери и тој ден што тој ќе иде со Алијахмети ќе се тргнат од политиката или ќе одат на другата страна. Но јас им кажам дека да, легитимно било вие да идете сами на избори. Сосема легитимно. Нема проблем, ама не со Алијахмети, сами. И тоа требаше да донесе одлука Централниот комитет на собранието на Алијанса, пошто тој е главен орган во партијата. Треба да донесат одлука да идат сами на парламентарни, на локални избори. И за градоначалник, и за лица на советници. Да донесат одлука дека ќе станат во влада, ќе донесат одлука дека во вториот круг ќе соработуваат само со политичките партии кои се дел од власта, и четвртата одлука никогаш со ДУИ. Тогаш сосема друго јасно ќе беше. Ама ти да преговараш со ДУИ и да се договориш со него. Тој е договорен со Алијахмети, значи да им биде чисто јасно на сите граѓани. За да зборуваме. Само ова да го кажам. Премиерот треба многу брзо да одлучи. Него да не му дозволи да купува време, бидејќи тој преку власта ги канализира интересите на ДУИ во власт. Значи, ние имаме преку него го имаме ДУИ у власт. Така е. И ова мора да се скрати. Така е. Види вака, искуството едно кажува. Елементите, индикациите за предвремени парламентарни избори се резултатите од локални избори. Да, се согласувам. И види сега, те молам помогни ми да резонираме. Ако после Мерко Одисејата ДУИ победи во Струга, ма нема што да збориме ние за Струга. И за македонци, и за албанци, и за било што. После на таква корупција, после црни листи или било што. Сега ти ги детектирам мене лакмусовите хартии каде ќе бидат, ливчиња. Ајде да видиме Чаир. Ако еден Иџет Меджети со сета своја екипа појачен со Влен, со ВМРО и Знам, не го добие Чаир, ма нема ние што да збориме. Сега, значи, водата ја водам на воденицата, ама хипотетички и условно на ДУИ. Ако Беса, сега во Влен, со ВМРО, со Знам, не го добие Тетово, ама нема ние што да разговараме. Тука ќе застанам. А сега гледаја состојбата во опозицијата. СДСМ се уште не може да се оправи од бланко поддршката на ДУИ. Очекувам трезвеност на СДСМ, на водството, на лидершипот, на овие локални избори да се пробат сами да видат дали малку заздравиле и напреднале и лошото искуство со ДУИ да го заборават. Значи, поддршка од СДСМ ќе нема. Левица и така не е релевантен фактор кога се во прашање градоначалниците, ама и таа ќе внимава дали ќе ја помогне ДУИ, бидејќи се открија неколку дилови на локално ниво. Во град Скопје. Да, и не само во град Скопје. И се ја пази.
ако дуи без сета ова помош досега што ја правел Ама сега јас не можам во радарот и под радарот. Слушај, едно нешто не можам да правам. Ајде. Да. Ај овие таравари лаже, тој ваков овој. Јас не можам како овие од левица може да коалицират со Али Ахмети. Цело време тоа ти го ОЧК, МУЧК. Значи, кој е тој граѓанин, односно гласач на левица, што ќе му даде глас? Ма ќе се разобличат, види. Па веќе се разобличени, само треба ние да ми објасни идејата. Значи, бидејќи е канцерогенот патриотите, политичко. екстремистите, не знам што залба и на крај со припадниците на УЧК. Не, тие кажуваат тоа, не кажувам јас. Видите, сега знаеш како е приближено до Дуи цело време ги со насилството што сакаше да го промовира во парламентот. И добро е тука ако застана, ја им пишав едно отворено писмо во 2 продолженија, ги предупредив каде одат. Едно е да се радикален, а друго е да си насилен. Мора да, пошто еве оди буцкалото, ние брзо да го завршиме тоа. Готово, ајде. За ова ситуација што се ствара во вреди, односно таравали да побегна за да оди со Дуи е сценарист е Еди Рама, режисер е Али Ахмети, а оркестар е овој Арбен Таравари. Протагонисти, антагонисти. Во мај минатата година борбата на народот беше против криминалците и политичарите кои влезеле во И за мене се корупција. уште трае таа борба. И ние ги симнавме, но не ги сме го уништиле. Сега дополнително на овој локални избори, ај во парламентарните избори, кои да се случат тие, мобилноста на граѓаните, на свесните граѓани е помасовно да гласат и за да може тие да Следната за недела секој ќе заминат почнам во да историјата. објавувам мафијата во Кочани и Кочанско, Штипско, и кој е незиниот допринос за тоа што му се случи на Кочани. Ова е во контекст на ти што го збориш, дека од минатата година македонската држава почна да се пресметува со мафијата. Само да ви кажам Ајде, дека Луче. имаме веќе нови информации, точно е дека самиот Битики пријавил дека има папка со тајни, односно класифицирани информации, имало во неговиот сеф, ние му испративме прашања, очекуваме во Фатите на дело се. Се мора да ги почна, ако ги фатат, па може да ги најде, да? Логиката како тој да ги пријава, сега нема логика ова. Нема, тој кога пријавил што има и кажал, има часовник ова волку пари тоа и папка со класифицирани информации. Просто тоа. И покрај сето искуство не бил свесен што пријавил, да ви кажам, ќе треба да биде ставен на специјална постапка за ова. По сеќавање да каже кои документи Прашања за да се или декласифицират или заштитата има еден друг начин за заштитување, формално уништување. Значи декласифицирање, ама не може се да декласифицираш. Не може све. Не може све. И ќе видиме сега моралот и етиката за која во минатите недели пишува. Еве ти рака и во новините пишуваат дека него пријавил имотот во антикорупција. Е опасен си. Знаете, ве опасен. Буцкало си, ама ти крсти во буцкало, ама позитивно. Нема значи многу не закачкаш. Што? Па во твој отсутство ти дадовме еден епитет. Не, јас знам кога да загризам и знам не, види, добар новинар е оној кој знае добро со службите да открива што го лажат, а што е вистина. А ќе му претраеме за ова. Ама нема да му лепниме. Службите од 99% од случаите ве лажат. Еве сега баш и во АНБ испратив прашање, мислам дека нема да ми одговорат, но испратив сегде. Браво. Значи, следната емисија ќе биде многу интересна. Добро. Судбината на класифицираните документи на Република Македонија од времето на владеењето на Ковачевски и Бетики. Еве ја, мојата следна колумна или анализа веќе ви ја покажав и ви ја кажав. Ќе биде многу интересна. Ја мислам дека тука негде треба да ставиме крај. Замисли да одиш на гости кај него да го знаеш, да ти го даде пинот на сефот, отвараш и гледаш тамо Не речиш, дели ме, ти враќам половина. Нема, многу интересно е тоа. Прво самото стајање на сеф дома, мислиш
дома ништо не ти е безбедно. Иди плати си 2.500 денари, кај сакаш, у која било банка, никој не може да ти пристапи, никој не може ништо да направи. Дома ќе чувам сеф, мислам со кој памет. Ама тоа е. Има многу луѓе со домашни сефови, изгледа. Кражбите го покажуваат тоа, дека се зголемени, ама ти така размислуваш тука до негде, јас сум близко до тебе, ама луѓето кои спечалили на еден или на друг начин, најсигурно се кога парите им се дома. Проблемот е што ја немам специјалено па не мислам за тебе, не мислам за тебе. Тука мислам за валканите политичари и валканите бизнисмени кои кога се заедно ги прават свинските црева на мафијата. Пари кои се легално заработени, најубаво е да си ги чуваш на сметка, таму не може никој да ти ги чепне. Може би уште попаметно е да ги инвестираш. Да не даваш картицата и тоа парите се безбедни и нема никаков проблем со нив, но тоа е доколку се честно заработени, ако се у кеш дајани парите, тогаш веќе има повеќе механизми. Јас, да речеме, би предпочитал, доколку бев криминалец, би предпочитал крипто. Исто така безбедна форма на чување на асети. Не сум криминалец, пак ќе кажам, но јавно сум им консултант. Ќе треба многу одговори да дадат денес. Шоева Златоев, честито, новиот джип, не точно дека имам нов джип, не знам зашто. Овие теории на заговор. Компанијата во која што работам има службено возило. Тоа не е мое. На лизинг е. Ти реков не се ежи на секој напад. Да. Што не може да те уништи, ќе те ојача. На лизинг го земала компанијата, одлучиле раководните структури на истата. Не е никакво луксузно возило, скромна. Да. Киичка, да. Ништо посебно. Немој да не изненадиш со прекинување, тоа е завршување на емисијата, сакам 3 збора да кажам. Дали можам? Друже Злате. Ајде. Бидејќи ќе го надфрлам денот 27 дури на 29 или кога ќе имаме емисија со тебе, користам прилика да кажам 2 збора. Слобода и правда за моите пријатели и соработници од 27 април. Доста беше, дај да се свестиме, луѓето да отидат на слобода, ни се смее целиот нормален свет. Ти благодарам. Лузим 3 збора. Многу ви благодарам за поканата. Ептен ми е чест кога сум во вашата емисија. Да се надеваме дека државата нема да ја пазаруваат пазарджиите кои работат позади тезгите. Па денеска и во тој прилог работивме да го спречиме тоа. Ја не сум си паметен дечко и го знаеш. Продолжуваат да ме провоцираат со автомобилот, ве молам, честитајте на General Heralding Duel Скопје и на Шпарка се лизинг, затоа што колата е нивна, не е моја. Јас само сум корисник на истата и не е ништо посебно. Далеко е, например, Фатмир Бетики, многу поубави автомобили има од мене. Златев, немој бе да се секираш, бе. Ја ти љубоморам, бидејќи си успешен. Чекај да ти кажам. Успешен немам. Успешен новинар, успешен бизнисмен, успеваш нас старците да не прибереш, по некој хонорарче да даеш. Ако ние сакаме голтари новинари, голтари аналитичари, голтари бизнисмени и државата ќе ни биде голтар. Да беше точно, самиот ќе се пофара. Ке си кажа, мечка домакин човек БМВ си купи, си го ивади. Ме разбираш, и нема тука збор, шо ќе му каже, си купил човек од БМВ, така. Јас прво немам вкус за БМВ, а второ ти викам, јас све возам. Ја имам моја кола Ford Kuga. Ова е на фирмата и е на лизинг. И тоа е тоа. И шо се? Леон 2006-та, поклонета од бртучек ми. Ford Kuga 2010-та. И уживам во неа. Права лига кола имам. Ford Kuga 2010-та ја продавам со извадено ДПФ 2.0 150 Колку пари? Колку пари? Ќе правиме муа. Не, колку мои пензии? 8. 1000 евра ти тебе пензијата. Многу е. Не. Значи, давам до 3000 евра, давам. 3 пензии? За 3000 евра Ford Kuga ја да ти продавам. Што е джи... Ало, пазар, отворен пазар, либерален, ти ми се залагаш за таа твоја либерална економија. Даш дам.
Понуда побарувачка. Ако сакаш и километражата ќе ти ја вратам. Сомнева. За да биде Манга за биде си. по-нова. Ти си лондонска Нова манга. невеста. Значи, за да биде Добро. по-нова. Почитувани слушатели, со автомобилите завршуваме ово утро. Останете со Така. 98,1 Да сте ни FM. живи и здрави. Ја ќе се обидам да му ја увалам кугата на сотка. Некако, а куга знаете дека на српски значи чума.